Жителите на село Саса конечно дочекаа реконструкција на регионалниот патен правец, кој за нив ќе значи подобар пристап, поради што како што велат ќе ја издржат и прашината, само оваа работа да се заврши. Тие велат дека и покрај тоа што се намалува бројот на млади луѓе, сепак за оние што останале да живеат во Македонска Каменица, а кои се претежно рудари или пензионери со рударски стаж, изградбата на патниот правец ќе им значи многу. Значи, како жител и како собственик на локалот, ова многу значи, да ви кажам право. Ова го чекахме веќе повеќе време, значи сега ќе бидеме стрпливи да издржиме и прашина и се, значи тоа го чекавме многу давно. Кога имаше едно време до 500 деца, сад може да има 20. Што ќе значи за самите жители ова? Воќе. Колку време чекате да се... Колку? 50 години. Во Македонска Каменица досега се вложени околу 23 милиони евра за подобрување на патната инфраструктура. Ова при денешниот увид на градежните активности на изградбата на регионалниот пат Македонска Каменица село Саса го истакна министерот за транспорт и врски Благој Бочварски, кој рече дека патниот правец е доста значаен не само за жителите, туку и за рудникот Саса, кон кој секојдневно гравитираат голем број на транспортни возила и граѓаните кои работат таму. Вкупно во овој регион, околу Македонска Каменица, заедно со сите инвестиции во рехабилитација и изградба на патишта, е некаде околу 23 милиони евра во овој момент. Можам да кажам дека се работи за пат со должина од 10 километри и инвестициона вредност од 2,3 милиони евра. Инвестиција која што е многу значајна на одредена делница која што со години не била ниту санирана, ниту реконструирана, а денес се врши целосно, темелно реконструирање на целиот овој пат и секако оваа инвестиција е преку јавното претпријатие за државни патишта со вредност од 2,3 милиони евра, средства обезбедени преку ЕБОР. Можам да кажам дека источниот регион од Слепо црево во државата денеска е регион кој што навистина е со многу развиена инфраструктура, со квалитетна инфраструктура по која што можат да се движат и граѓаните, но и да се развива бизнис секторот овде. Се сеќавате пред неколку години каков беше патот од Кочени до Македонска Каменица, каде што имаше карпи на патот со години и со месеци не отстранети. Денес имаме целосно рехабилитиран пат од Кочени до Македонска Каменица, но и се гради новиот пат од Штип до Кочени, тоа е експресниот пат. Првата делница е готова, втората делница веќе имаме прогрес од некаде 27% и со вредност од некаде 18 милиони евра. Со реконструкцијата на регионалниот патен правец Македонска Каменица Саса, како што додаде градоначалничката на Македонска Каменица Сонја Стаменкова, се реализира и предизборното ветување кое таа претходно им го даде на жителите. Со реконструкција на регионалниот пат Македонска Каменица Саса остваруваме едно големо предизборно ветување. Со целосно завршување на овој за нас многу значаен проект. Значително ќе се зголеми квалитетот, мобилноста, но и безбедноста на сите жители, посебно на жителите кои што гравитираат. Тоа се најголемите населени места, село Саса и село Моштица, но и големиот економски гигант, рудникот Саса со вработените во компанијата. Од општината упатија благодарност до поранешниот и сегашниот министер за транспорт и врски, како и поранешниот директор на јавното претпријатие за државни патишта, кои според нив се заложиле реконструкцијата да биде реализирана според зацртаното.